Никако да се стави крај на сивата економија и корупцијата во Македонија кои се навлезени во секоја пора од општеството, но и на голем уништуваат стотици бизниси во земјава, алармираат економисти за Алфа. Според Миле Бошков од Бизнис конфедерацијата на Македонија, државата може многу лесно да го реши овој проблем, ама ако сака. Но вели дека повеќе сака да ги изигра законите кои негативно се одразуваат на финансиската консолидација на компаниите што работат. Подсетува дека само државниот буџет годишно губи околу половина милијарда евра, пари кои би можеле да се инвестираат во здравството, образованието или пак во инфраструктурата. Кај нас се уште законите ја поддржуваат сивата економија. И како пример ќе кажам, регистриран бизнис само во два параметри: безбедност и здравје при работа, законот за работни односи. Навистина е многу поскапо да се работи според усогласеност со бизнисот, отколку да се биде нерегистриран и сите овие или дел од овие законски одредби кои ги кажав може да се избегнат со најголемата казна од 15.000 денари или 250 евра. Дека црниот бизнис цвета во Македонија алармира и економистот Бранимир Јовановиќ. Сивата економија, вели тој, не е само економско, туку и општествено прашање кое треба да го решат политичарите. Смета дека е потребна силна политичка волја, но и сериозен пристап за внесување во системот на оние што не плаќаат данок во земјава. Оние кои што избегнуваат да плаќаат даноци се најголемите фирми и најбогатите луѓе, а не се оние кои што нема да издадат фискална сметка кога ќе купите нешто. А проблемот во Македонија е што постојано политичарите и сите оние што се должни да ги спроведуваат законите, се фокусираат на овие малите. Ќе најдат, некој што не издал фискална сметка на зелено пазарче, па ќе го затворат, па оние кебапи што имаше, и многу други такви примери, а никој не се занимава со крупниве криминали кои што со сивата економија од крупно ниво, кој што исто така е криминал. И председателот на Стопанската комора Бранко Азески по кој знае кој пат алармира дека сивата економија со години оптоварува државата, а особено тука непогоден е бизнисот, зашто му се врзани рацете за да оди напред. Според Азески станува збор за маѓепсен круг, од кој тешко ќе излеземе ако државата сериозно не поработи на сузбивање на сивата зона. Инаку вкупно 33,2% од бруто домашниот производ годишно во земјава отпаѓа токму на сивата економија.